Здраво! И еве нас повторно со вас, драги наши пријатели. Наша цел е да ве забавуваме, едуцираме и да ве збогатуваме со совети околу вашите најмили пријателчиња. Се надеваме дека трендот ќе продолжи и оваа сезона ќе биде подобро од претходните како што беше до сега. И оваа емисија ви припремивме интересни содржини кои што се надевам дека ќе го задржат вашето внимание. Гледајте не. Здраво наши пријатели! Ова е уште едно издание на емисијата Пријатели. Велат дека домашните миленици се најголемите пријатели на човекот, но дефинитивно најголеми љубители на домашните миленици се токму децата. Денес имаме една прекрасна гостинка, Теодора, една млада госпогица која што ќе ни каже нешто повеќе за нејзиниот мал миленик. Здраво, Теодора! Здраво! Теодора, кажи ни каков миленик имаш? Јас имам хрчак. Добро, како се вика? Крцко, ама јас нагалено си го викам Крки. Кажи ни зошто ете баш се одлучи за хрчак? Па многу ги сакам малите животни како глодарчиња, па интересни се, сладки. И затоа. Па еден ден бевме, обично кога ќе излезиме, сум имала порано многу хрчаци, па сакам да ги гледам животните и поминавме еден ден со мајка ми до пријатели да ги видиме и ги гледам и вели, добро, земи еден, земи едно. И ги гледам, сите толку сладки, мали. И видов едно мало како бескрзно. И тоа си го седав. И го гледам, па порасна малце и едно време толку многу се здебели што прашвавме дали е женско или е машко, да не е трудно. Так. И испадна дека е машко. Кажи ни, Теодора, како ти се грижиш за твојот миленик и колкава одговорност имаш околу него? Па, хрчакот го имам веќе 2 години. Го чистам кафезот на 2-3 дена. Не е многу тешко за чистење, за средување, па интересни се сакат многу да се играат. Го земам, вадам прво пилевината, па ќе го измијам кафезот со сапун и вода, па ќе ставам хартија, па нова пилевина и ќе го направам кафезот како што си е, со скала, со вода, редовно му сменувам вода и редовно има храна. Што најмногу сака да јади? Па најпоќе сака сончоглед и пченка. Ајде малку да поразговараме како изгледа еден ваш ден. Какви се вашите рутини и навики на кои што вие заедно го правите секој ден? Па ќе станам од собајле и ќе одам да го донесам во друга соба, во потопла и ќе го видам како е и ќе земи, тој ќе спие. Обично повеќе време спие и тој цела кафе си го има направено како дом. На едно место му е дневна соба, на друго место трча, на друго место му е тоалетот. И така стално, кога и ќе се растрча малце, ќе земи, ама обично спие во текот на денот. И креветот му е тука до водата одма. Ќе го земам, ќе си поиграме, ќе потрча во топката, ќе се скрие негде, ќе го бараме и така. Теодора, опиши ни го малку хрчко. Каков е неговиот карактер, што најмногу сака, што најмногу мрази? Најповеќе сака да спие и да се гали, и да трча многу сака, а се плаши од звуци и секакви изненадни движења. А од правосмукалка очекував дека многу ќе се плаши, но не. Дали кога ви доаѓаат нови непознати луѓе во домот, се плаши, не сака да оди кај нив да се гали? Не, тој малку прво ќе земи, ќе го надушка човекот. Ако обично сите ги сака, да сега нема некој што да му нападнато, так. Тој никогаш нема каснато за разлика од другите хрчаци. Кажи ни, Теодора, еве од кога ти се сеќаваш на љубовта спрема животните? Па животните ги сакам од мала, многу сакам животни. Секогаш сум сакала да имам куќе, но бидејќи во стани не сум можела никогаш, но сум чувала секакви животни. Дали се сеќаваш на твојот прв миленик? Не се сеќавам скроз, бев многу мала, ама памтам дека беше бело зајаче и дека стално си игравме со сестра ми со него.
и дека цело време трчаше низ дома. Бидејќи веќе ни кажа дека од секогаш сте чувале домашни миленици дома, па ајде кажи ни какви се врсти на домашни миленици имате чуване? Најпрво имаме чувано зајачиња. После чувавме многу риби, памтам имаше сини, црвени, разни бои беа сите, па ете крцко ми е четврт хрчак и порано имавме хрчачиња, ама ова е некако најпитом, најмил, никогаш ме нема каснато за разлика од другите. И никогаш, само ако му мирисам на храна во прстите нешто. Тоа значи имате взаемна љубов. Да, тогаш нема, само ќе надушка и ќе види. Ако е храна, ќе касни, ако не. Кажи ни каков миленик сакаш да имаш во иднина, кој што досега еве го немате чувано во дома. Па не знам, многу сакам кучиња, сакам да имам некој куче. Друго многу сакам делфини, ама делфин не може да се чува. Сигурно Теодора секој ден ви е интересен и забавен заедно со твојот миленик, па да раскажи ни некоја интересна случка. Па со Крцко има многу интересни случаи. Ми се случило никогаш да не се разбуди, само кога ќе го фатам да се разбуди, да ме преплаши. И да го земам, да го однесам во другата соба навечер, бидејќи многу трча навечер и ќе не стане тропан низ кафезот. И никогаш не станува кога ќе укријам кафезот. И добро, ќе го однесам, ќе се разбуди. Го носам, не станува, ајде ќе го спуштам, ќе се разбуди. Ни тогаш. Мрдам малку кафезот и викам крки, ништо не станува. И на крајот отварам кафезот, го земам, да видам како е, ќе ми ја издушка раката. И ќе земам еднаш го зедов, му реков па чека малце крки, после ќе те галам се, да земам нешто, не знам што беше настрана, требаше нешто да направам, и кога го гледам ми заспал врака. И така, ова е единствен хрчак кој ми спие враце, кој ми јади од рацете без да ме касни после тоа. Јас често пати се зборувам со моите миленици, ето и ти кажа дека си разговараш со Крчко. Дали е добар слушател? Да, стално и да ја отворам вратата кога ќе се вратам од училиште, тој да спие одма вака кога се крени. Одма. И за самиот крај, Теодора, еден совет до твоите другарчиња, зашто децата треба да ги сакаат домашните миленици. Па мислам дека не треба да се плашиме од животните. Сладки се, сите се мили. И сите си ја сеќаат кој ги сака, кој не. И да видиме некое големо куче, не е ништо страшно. Мене ми има дојдено, мене ми испраќаат кучињата до училиште, стално. Има едно мало куче во населбата и стално иди по мене. Или пак кучето на другарка ми, златен лабрадор. Ке земи, ке ми скокни, ич не се плашам. И бернадинци имам галено големи. И не е ништо страшно, па не треба, ете, како што реков, да се плашиме од животните. Фала ти, Теодора, за денешниот разговор. Се надеваме еве дека ќе ги мотивираме и другите дечиња да си земат домашни миленици доколку се уште не можат. Нашиот маркет се затвара за 10 минути. Ви благодариме за довербата. Господинот Митрески да се јави на каса број 3. Повторно влегле кучиње поради овие фрутис. Доаѓам. За фрутис, кучињата би направиле се. Сакате ли милениче? Живеете ли во урбана средина? Или го чувате вашиот миленик дома? Сите ние ги сакаме животните, а тие имаат само една потреба да одат кај најдобрите. 5 шопови пријатели во Битола, кај поштата и во новиот пазар на вториот кат. Ние ги сакаме животните и доаѓаме во пријатели.
Во денешната емисија Пријатели ќе разговараме со ветеринарот доктор Владо Стојановски, кој ќе ни каже нешто повеќе за екто- и ендопаразитите. Здраво, доктор Владо, кажете ни што представуваат екто- и ендопаразитите и како тие негативно влијаат врз организмот на нашите домашни миленици. Екто- и ендопаразитите представуваат паразити кои се јавуваат кај нашите домашни миленици, односно представуваат микроорганизми кои се исхрануваат на база, односно живеат на база на макроорганизмот, односно нашиот миленик. Ектопаразитите се јавуваат надворешно, односно на кожата и слузниците, а ендопаразитите се наоѓаат во внатрешноста на организмот и тоа најчесто во дигестивниот систем и предизвикуваат оштетувања тука. Како негативно влијаат врз организмот на домашниот миленик? Негативното влијание на овие паразити е директно и индиректно, колку што е штетно директното, толку е штетно индиректното, дури би напоменал дека индиректните штети се повеќе опасни отколку директните. Директните штети кај ендопаразитите се тоа што храната која прима кучето повеќе јаде од самото куче паразитот отколку самото тоа, со тоа што губи на тежина, се појавуваат болести и така натаму. Односно надворешните, односно ектопаразитите, директната штета е тоа што најчесто цицаат крв и со тоа предизвикуваат анемија и појава на одредени болести. Индиректната штета и кај емите ке другите тоа што знаат да пренесат одредени болести кои што знаат да бидат доста тешки, односно да завршат фатално. Ке ги напоменам тука, кај ектопаразитите најчесто знаат да ги пренесат лајмската болест, ердихиозата, бабезиозата, кои представуваат доста сериозни заболувања кај нашите животни. Исто така, тука ќе напоменам сега моментално актуелната болест лишманиозата која што се јавува кај нас. Ендопаразитите има исто така доста болести кои ги пренесуваат со нивното навлегување, односно во самиот организам. Каква поврзаност имаат екто- и ендопаразитите со нас како сопственици на домашните миленици кои што се заразени? Бидејќи милениците ги чуваме дома, поврзаноста е директна со нас, бидејќи контактот меѓу домашниот миленик и нас е многу блиска, многу често знаат одредени болести да се пренесат преку нив. Доколку нашето куче не е навремено дехерметизирано,
односно не е навремено изчистено за паразити, односно глисти, така народски кажани. Одреден дел од овие паразити знаат се да се пренесат и кај луѓето и да направат сериозни оштетувања, односно појава на одредени болести. Тука ќе напоменам кучешката тенја, која е доста актуелна, за жал во 21 век имаме се уште и кај луѓето, кај нас во Македонија, па и во останатите земји. Представува болест која аларвениот облик се јавува кај човекот во цистични форми кои се јавува на паренхимските органи, најчесто на џигарите, но исто така може да се јави на срце, мозок, бубрези кои може да нанесат доста сериозни болести. Доста е рецидивирачка болест, симптомите кои се јавуваат кај луѓето се неспецифични, односно немаме специфичен симптом по кој би го препознале дека се работи за оваа болест, со што може да нанесат сериозни последици за нас. Доктор Владе, како да се заштитиме ние и нашиот миленик од ендопаразитите? Доколку правиме навремена дехелминтизација на нашите домашни миленици, бидете повеќе од сигурни дека скоро не постои шанса да дојде до пренос на овие паразити како на нашиот миленик, така и кај нас. За прв пат нашиот миленик треба да се чисти од глисти, односно се даде антипаразитарна таблета уште на најрана возраст, додека се наоѓа во леглото, а тој на 18 до 20 дена од самата возраст. Како на мајката, така и на сите кучиња или мачиња во леглото треба да се изврши првата дехелминтизација. После првата дехелминтизација, секој маче и куче треба да добива таблета за глисти, а секој месец до година дена старост. Над година дена старост, нашите домашни миленици се дехелминтизираат на 3 до 4 месеци, односно квартално на 4 месеци. До животно, значи до крајот на животот. Со тоа што доколку имаме оваа програма на толку едноставно, само давање на таблета, ќе бидеме повеќе сигурни дека ниту нашиот миленик има опасност од инфестација со овие паразити, ниту пак ние собствениците или сите останати околу нас. Како оди постапката на заштита кај ектопаразитите? Ектопаразитите представуваат надворешни паразити кои, како што напоменав, цицаат крв од животинското, односно човековото тело. Најчесто инфестацијата со овие паразити е направите на есен, кога имаме високи температури, појава на висока влажност во воздухот, со што овие паразити најмногу се пренесуваат тогаш. Како што нашиот миленик може да се зарази со ектопаразити и ендо и ектопаразити, контактно измеѓу заболено и здраво животно, исто така може да се зарази од и самата околина, каде што ги носиме нашите миленици на прашетка, односно со расфрлањето на ларвите преку изметот и чешањето влакната кои можат да се населат и остануваат одреден период по тревата, може да настане инфекција, односно инфестација на овие паразити во животинскиот организам. За да се заштитиме од ектопаразитите, исто така имаме доста ефикасни средства кои ги има кај нас. Тие се во вид на ампули и околовратници кои се ставаат на нашите миленици, со што појавата на овие ектопаразити е на минимално ниво. Ампулите имаат ефект 6 до 8 недели, од прилика 2 месеци, со што редовното повторување на оваа ампуларна терапија која може собственикот сам да ја става на кожата на самото животно, според опасството кој е напишано во самите производи, ќе бидеме повеќе сигурни дека нема да фати од овие ектопаразити кои представуваат доста сериозен проблем кај нашите домашни миленици. Доста актуелно е сега во последен период кога нашите домашни миленици имаат висок интензитет на појава на алергија, односно кожна алергиска реакција на убодите од овие инсекти. Доктор Владе, на крај на препорака до нашите гледачи. Како совет до сите оние кои имаат домашни миленици, па и оние кои имаат контакт со животни, а немаат домашен миленик, значи доколку животното е редовно дехелминтизирано, ги следи препораките и советите од страна на ветеринарите, бидете повеќе сигурни дека нема да се заразиме, со личната хигиена како на децата и учените дека домашниот миленик е миленик и нема никаква опасност за него доколку е редовно чистен, како за екто, така и за ендопаразити, ќе немаме појава ниту болест заболувања кај нив, ниту пак заболувања кај нас собствениците и сите околу нас. Доколку редовно ги ставаме препаратите кои се препорачуваат за ектоендопаразити, ќе бидеме заштитени максимално.